Со третата зимска школа на меѓународниот семинар за македонски јазик, литература и култура при Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје започна спроведувањето на националната програма 2023 година во чест на Ацо Шопов. Зимската школа веќе е традиционална програмска активност и се одржува виртуелно, а годинешното нејзино издание ќе биде во чест на великанот на современата македонска литература и култура Ацо Шопов по повод 100 години од неговото раѓање и соучество на над 40 странски македонисти од 17 различни држави. На свеченото отворање преку видеопорака се обрати председателот Стево Пендаровски, кој истакна дека богатството на македонскиот јазик најубаво може да се види и преку пишаниот збор, но и преку достигнувањата на нашите литературни автори, како што бил Шопов. Уживањето во раскошот на неговите стихови е најдобриот начин да ја почувствуваме убавината на македонскиот јазик и неговиот огромен потенцијал. Почитувани, самиот факт што на зимската школа присуствуваат повеќе од 40 учесници од 17 земји од светот, сведочи за интересот за изучување на македонскиот јазик, на што сите треба да бидеме особено горди. Без дилеми, меѓу учесниците имаме нови афирматори на македонскиот јазик, на македонската литература и култура, но и пријатели на нашата земја и незините убавини. Третата зимска школа ќе трае до сабота, 28 јануари, а по нејзиното одржување во текот на оваа година се планирани и други активности посветени на Шопов, најголем дел во рамки на националната програма. Во рамки на одбележувањето на 100 годишнината, а по повод Светскиот ден на поезијата 21 март, во седиштето на УНЕСКО во Париз ќе се одржи меѓународен симпозиум во чест на Ацо Шопов, поетски перформанс како и изложба. Овој четврток, со почеток во 20 часот, оркестарот на Македонската филхармонија ќе го одржи концертот насловен Лезет, на кој како солист ќе настапи младиот македонски виолинист Александар Иванов. На програмата се психофонија од македонскиот композитор Ристо Аврамовски, со чија изведба ќе се одбележат 80 години од раѓањето на авторот. Концертот за виолина и оркестар во Д-дур и Гоголј суита од Алфред Шнитке. Диригент е маестро Боријан Цанев. Најмладиот добитник на наградата Виртуози, Александар Иванов, ги спојува експресивната музикалност и техничката експертиза со разновиден репертоар, водени од уметничката љубопитност. Неговата вистинска страст лежи во експресивните можности на доцните романтични композитори. Тој е ученик на познатата школа Џулијард под менторство на Лори Смуклер. Кинотечната програма за крајот на јануари избра 2 македонски играни филмови од најновата продукција, како и еден српски наслов со малцинско македонско продукциско учество. Исто така, во редовната соработка со Францускиот институт од Скопје, во јануари ќе биде прикажен и филмот Презир на Жан-Лук Годар, кој неодамна замина на Елисејските полиња. Во однос на програмата за 2 македонски играни филмови. Станува збор за дебитантскиот игран долгометражен филм Снежана на крајот умира, по сценарио и во режија на Кристијан Ристески, со Наташа Петровиќ, Верица Недеска, Сашко Коцев, Денис Абдула, Тино Костадиновски и Давид Јанакиев во главните улоги. Филмот на Ристески имаше светска премиера на Слем Денс во Соединетите Американски држави, еден од највлијателните фестивали на независниот филм, а со неговата македонска премиера се затвори минатогодишното 43-то издание на фестивалот на филмската камера Браќа Манаки во Битола. Петтиот игран наслов на Теона Стругар Митевска, најстрекниот човек на светот, чиј косценарист е Елма Татарагиќ, имаше пак светска премиера во надпреварувачката селекција на програмата Хоризонти на Венециското биенале, а потоа учествуваше на 10 фестивали ширум светот.